Една од најубавите работи што може да ја направите за себе е да се стекнете со секојдневни здрави животни навики како што е вежбањето и физичката активност. Секој почеток е тежок, но кога ќе се надмине недостигот од мотивација и кога ќе се соочите со непознатото, тогаш резултатите се загарантирани. Утрово на тема фитнес разговараме со фитнес тренерот Хари Личина. Хари, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, од каде љубовта кон фитнесот и колку време се занимавате со овој спорт? Добро утро, благодарам на поканата. Мојата љубов дојде точно пред 15 години. Јас почнав со фитнесот затоа што бев јас со прекомерна тежина и едноставно беше мојата цел да ослабнам. Но таа цел стана и да се надоградам, да изгледам уште поубаво. И сега е тоа прерасна во едно хоби. Хобито прерасна во една професија каде што помагам јас на сите луѓе да ја изградат својата фигура на највисоко ниво. Имајќи предвид дека пролетта е период кога најчесто луѓето започнуваат со вежбање се со цел во летото да се стекнат со подобро тело, што е она што најмногу го грешат сите почетници кога станува збор за овој вид на спорт? Најважниот совет за почетниците е да не брзаат, да не очекуваат резултати преку ноќ. Тие работи носат до големи повреди. Значи, прво се оди со малце континуитет, не со перфекција. Тоа е грешката на сите што сакаат наеднаш да одат во строги диети, до строги тренинзи, до преголеми кревања на тежини и само може да се направат еден шок на телото и буквално више да не стапнат во теретана. Затоа постепено, полека и резултатот ќе си дојде само по себе. Како да се надмине стравот од вежбање кога станува збор за фитнес сала? Стравот сите сме го имале. Нормално секој почетник има страв, теретаната е страшно место, да кажеме, справи сите тие работи, но најубаво е да се почне со фитнес тренер или со некој пријател што може да ве води едноставно, да ви даде една комфорт зона и да сватите дека сите таму се буквално само они да се фокусираат на себе, а не на другите. Најважното нешто кога станува збор за фитнесот како спорт е и правилниот начин на исхрана. Кој е правилниот начин на исхрана? Најважно е да е балансирана, да не е строга, да има баланс од јаглихидрати и протеини, да не се претерува со строги диети, за да може фокусот да е на окей ниво, да не се меша терминот бодибилдинг и фитнес, едноставно да се осеќаме ние добро за време на тренинг, за време на извршување на нашите активности, како работа, како било што, да можеме да сме свесни во моментот. Така, и за крај на нашиот разговор, дали тежината е пресудна за да се има едно добро тело? Тука е буквално најголемото прашање што се поставува. Тежината нема улога за тоа како изгледаме. Буквално сите се фокусираат на тоа, но не е тоа најважниот детал. Најважниот детал за изглед е извршување и техниката на вежбата. Буквално нашиот резултат на нашето тело е резултат на тоа како ја изведуваме вежбата, а не колку тежини креваме. Се разбере, тука е и континуитетот на вежбање. Хари, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утро во Македонија наутро. Благодарам многу.